од Зелената партија Дом. Ми представува големо задоволство што вечерва сум дел од акцијата на Европската Зелена партија за одбележување на денот на планетата Земја. Во оваа акција се вклучени европските зелени партии од Полска до Белгија, од Велика Британија до Македонија. Мотото на денешното одбележување на денот на планетата Земја е да ја зачуваме планетата Земја, зашто таа е нашиот единствен дом. И фокусот е ставен на борбата против климатски промени, зашто климатските промени се најголемата закана за човештвото. Според Светскиот фонд за заштита на природата, 86% од населението во различни земји од светот ги користи природните ресурси и затоа имаме недостаток од природни ресурси ако продолжиме со економскиот тек онаков како што го познаваме и го следиме се уште. Тоа значи дека ќе ни треба 1,5 планета за да можеме да ги обезбедиме ресурсите кои ни се потребни. Во парламентот на Македонија минатата година го ратификувавме Парискиот климатски договор. И тоа е голем напредок и придонес на Македонија која се вклучи меѓу 175 држави од целиот свет кои во добра волја и во солидарност се договорија да преземат неопходни активности и мерки за да ја спречат да се вклучат во борбата против климатските промени и да го намалат глобалното затоплување. Целите се да се намали зголемувањето на просечната светска температура за ниво далеку под 2 степени Целзиусови со интенција да биде под 1,5 степен Целзиусов. И затоа овие држави се обврзаа да го намалат емитувањето на стакленичките гасови за најмалку 40% до 2030 година. Она што е клучно во борбата против климатските промени е транзиција на постоечкиот линеарен модел на линеарна економија во циркуларна, односно зелена економија. Циркуларната економија се базира на принципите на редукција, реупотреба и рециклирање. Тоа е еден модел кој што овозможува истовремено и економски прогрес, но исто така и социјална правда и заштита на животната средина. Циркуларната економија подразбира транзиција од употреба на фосилните горива во употреба на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, органско производство на храна, екотуризам, транзиција од тешките загадувачки индустрии во лесни, незагадувачки индустрии и секако современ третман на отпадот со рециклирање. Во пресред на утрешниот ден на планетата Земја, да се подсетиме дека ние нашата планета Земја, нашиот единствен дом кој го имаме, не ја наследивме од нашите предци, туку ја позајмивме од следните генерации. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you ever heard, every human being who ever was, lived out their lives. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel
on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. The earth is the only world known so far to harbor life. There is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.